Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс. Во продолжение најава за дел од денешните случувања. Денес се одржува 9-та поред пијанечко-малешевска свадба во Делчево. Годинава младоженци се Делче Маринков од село град Делчево и Вјолца Лека од Тирана. Штип ќе добие комерцијална, а Пробиштип и Свети Николе после 25 години по една социјална зграда. Дивите депонии се проблем за сите општини од регионот. Со нив се справува и општина Кочани. Под превезот на старите обичаи денес во рамките на 9-та пијанечко-малешевска свадба својата љубов ја крунисаа Делче Маринков и Вјолца Лека. Наедно во рамки на 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал продефилира над 1000 фолклорни групи и ансамбли од земјава и странство. Со звукот на зурлите и тапаните, денес Делчево ја слави традицијата и старите свадбарски обичаи. Чест и гордост беше денешниот чин на венчавање за младите Делче Маринков и Вјолца Лека, кои беа главните протагонисти на 9-та пијанечко-малешевска свадба. Уште поголема беше честа и на нивните родители, кои што не ја крие радост од денешниот чин на венчавање. Јас сум Делче Маринков од село град Делчевско и се осеќам многу добро, среќен, благодарен дека сум у пијанечка малешевска носија, ми се аресува, ми се допаѓа, имав мерак многу и ми се исполни тоа желба. Јас сум Вјолца Лека од Албанија. За мене ми е јарно што носа това носе у Делчевското. Среќна, благодарен. Тука по ми јарно това носе што носа, оти там не си носиме таквие. Со стев, со срце, с радост, искам да ги погледам, да вида като сите и моите деца. Сега со старо дело, понапред се работило, немало толку свирачи, со гитари, со кожи, нешто това, примове, работеше така и сега е малку по-убаво и Пијанечко-малешевската свадба е настан со кој традицијата продолжува да живе, истакна легендата на изворниот фолклор Димитар Узунски. Оваа манифестација дава свој голем допринос во обновување на некогашните народни традиции на пијанечката свадба, на малешевската свадба. Радува фактот што манифестацијата е поддржана во општините Берово, Пехчево, Делчево, што мислам дека треба и понатаму да продолжи. Тука е приближно сега. Има некои да се надополнат, некои адети. Како беше на времето кога вие се сеќавате? немаше ништо, не само да, немаше ништо тога. А сега е многу атрактично, забавно, културно и се по другите традиции. Има многу разлика од почетокот па са. Напредува. Добро е. Во рамки на 9-та пијанечко-малешевска свадба, како и 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал Делчево 2015, организаторот угости над 1000 учесници од земјава и странство. 9-та пијанечко-малешевска свадба е бренд на Источна Македонија придружена со 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал. Како организатори многу сме задоволни, имаме над 1000 учесници, исто и толку гости. Делчево се го вративме во минатото, во старото. Казвам се Димитар Белчев. Јас сум градоначалник на најголемото населено место во областа Хасково во Бугарија. Минатата година бев гостин овде, сега сум повторно. Сличноста помеѓу традициите во двете земји е голем, особено во Благоевградско. Старите традиции гледаме да запазиме, песните. Овде сме да ги пренесеме старите традиции кои што сме ги научиле од нашите баби и мајки. Традициите се многу слични со оние кај нас. Инаку општината Делчево, која воедно и главен покровител на настанот, на младоженците им додели парична награда во висина од 200 евра. Значи големо е задоволството да се биде и покровител на овој настан кој што веќе стана традиционален. Секоја година традиционално добиваат поклон од општина Делчево
по нивна желба во висина на 200 евра или 12.000 денари, значи тоа е одлука која е донесена и традиционално се случува секоја година. Денешната церемонија во рамки на 9-та пијанечко-малешевска свадба заврши со свадбарски ручек на стар автентичен начин, кој што се одржа во конаците на манастирот Света Богородица Балаклија во Делчево. Делчево и Пехчево во понеделник ќе одбележат 71 година од ослободувањето. По тој повод предвидени се низа на свечености и во двете општини. Со свечена програма в понеделник општините Делчево и Пехчево ќе го одбележат денот на ослободувањето. Светлата слобода што дојде точно пред 71 година широко ги отвори вратите за развој на нови зафати и продолжување на револуцијата и за се што било срушено. Од тогаш Делчево и Пехчево секоја година на 7 септември ги прославуваат годишнините од ослободувањето, кога борците од 4-та Македонска народно-ослободителна бригада во раните утрински часови ги ослободиле Пехчево и Делчево, прогонувајќи го фашистичкиот окупатор. Свечената програма во Пехчево ќе започне во 10 часот со полагање на свежо цвеќе пред пистата на Ванчо Китанов, а ќе продолжи со свечена седница на Советот на општина Пехчево, доделување на плакети и благодарници за граѓани и фирми што придонеле во развојот на општината и нејзина промоција. Во Делчево пак свеченоста ќе започне во 13 часот со отварање на изложба на карикатури на македонски револуционери и војводи на академскиот сликар Никола Ангелковски. До 15 часот во просториите на општина Делчево ќе се приреди свечен прием, а во 18 часот ќе се положи и свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од народно-ослободителната борба. Свеченоста по повод ослободувањето на градот Делчево ќе се заокружи со културно-уметничка програма. Штип ќе добие комерцијална, а Пробиштип и Свети Николе по една социјална зграда после 25 години. Во Кочаник пак започна активностите за изградба на станови наменети за лица со социјален ризик. Решавањето на стамбеното прашање и понатаму останува најгорливиот проблем на денешницата за многу млади брачни парови, како и за лицата со ниски приходи. Екзистенцијалното прашање на многу лица со ниски приходи беше решено во 2001, 2008 и 2014 година во Штип. Во Кочани во тек се активностите за изградба на 43 стана. Меѓутоа, освен Кочани и Пробиштип и Свети Николе, после 25 години ќе добијат станови наменети за лица со социјален ризик и други ранливи категории. Покрај становите од социјален карактер, на истокот е најавена изградба и на станови од комерцијален карактер. Иако минатата година во Штип беа продадени последните комерцијални станови, сепак најавена изградба на уште една зграда. Во програмата на акционерското друштво за изградба и стопанисување на стамбени деловен простор има локација која е зацртана, тоа е тука до реката Отиња, значи мостот на Брилијант, собственикот на Брилијант што го изгради. Значи таму е во план да се изгради, маркица има веќе за градба, сега натаму како ќе биде зависи од управниот одбор на фирмата, значи водење на една деловна политика, инаку таму се планира една зграда од 14 стана да биде на 3,5 ката, така помала зграда. Но дали граѓаните во Штип имаат потреба од уште една комерцијална зграда? Се јавуваат луѓе кои се заинтересирани, има интерес. Значи локацијата одлично е во центарот на градот, така да ако биде комерцијална зграда, јас очекувам многу брзо да се продадат тие станови. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани биле изградени 5356 станови, што е намалување во споредба со 2013 година кога биле изградени 6528 станови. Податоците покажуваат дека просечната цена на становите за кои е договорена изградба од деловни субјекти се намалила за преку 11% во периодот од 2010 до 2014 година. Граѓаните кои чуваат домашни миленици покрај тоа што треба да им обезбедат соодветни услови за живот на своите љубимци, имаат законски обврски кон кои треба да се придржуваат. Собствениците на домашни миленици, покрај тоа што треба да им обезбедат соодветни услови за живот на своите љубимци, имаат и законски обврски кон кои треба да се придржуваат. Една од обврските е поставување на табла со која се укажува на присуство на куќа, задолжително шетање на куќа со проводник на јавно место, ставање на заштитна корпа на агресивни кучиња.
Покрај овие обврски сопствениците се законски обврзани еднаш годишно да ги вакцинираат своите миленици. Од ветеринарна гледна точка, кои треба да ги исполнуваат условите, ако се работи за мало кутре, кој обично го земаат на 60 дена, треба да го прочистат од внатрешни паразити и да го вакцинираат против болести кои се најчесто, значи тоа се тука парвовироза, лептоспироза, чума кај кучињата, значи во таа е комбинирана вакцина. Со полни 4 месеци треба да направат вакцинација против беснило, која е законска обврска, и чипирање на кучињата. Тие две активности одат заедно. Она што исто така ветеринарите им препорачува на сопствениците на миленици е да ги заштитат од надворешни паразити, со цел да не дојде до нарушување на здравствената состојба. Да си го заштитат собственото здравје и здравјето на нивното семејство, а воедно и здравјето на кучето, затоа што доста од тие болести се и пренесуваат од кучињата до луѓето, така да потребно да прават и чистење од надворешни паразити. Тоа се обично има средства за бањање на кучињата и потоа има околовратник или ние сега практикуваме многу да користиме средства кои се укапуваат во кожата, кои ни покажуваат доста добри резултати и го штитат животните од 1 до 3 месеци. За несовесното однесување на сопствениците кон нивните домашни миленици, надлежна е полицијата. Таму може да се поднесат пријави против оние кои го прекршуваат законот за чување на домашни миленици. Секторот за внатрешни работи ШТИП во текот на изминатите месеци на 2015 година има евидентирано вкупно 10 случаи во однос на прекршокот член 29 без надзор и невнимателно држење на кучиња и други животни од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир. Висината на казните за непочитување на законските обврски за чување на домашни миленици се движат од 30 евро во денарска противвредност за сопственикот, што не го води кучето врзано. Оној што нема да го пријави кучето на ветеринар, а толкава и казната ако на влезот нема табла "Пази куче". Доколку сопственикот го напушти миленикот, казната изнесува 150 евра, а со 3000 евра ќе се казни физичкото лице ако предизвикува болка, патење или повреди на животното. Традиционална изработка на рачно везени производи и тканина се уште се пасија за Вида Илиевска од Делчево. Како влюбеник во традицијата, таа е една од ретките која изработува модни антикватитети и е активен член на женската фолклорна група Копачка. Вида Илиевска од Делчевско е една од ретките жени која се уште ги практикува традиционалните занајати од пијанечко. Плетењето, везењето и ткањето се само дел од искуството, кое таа уште како мала го наследила од незината мајка. Рачно везени производи, меѓу кои ткаенини и гоблени, се само дел од незината широка палета на производи. Па јас почнав да работам уште како мало дете, понекој да преда, и да плета, и да веза, кога и да ткаја. Кога почнаа да ткаја, пошто ние бевме сиромаси, мајка ми не ми даваше да ткаја, ама ја ќе испазих кога неа нема, јас влегнах во разбоју и почнах да ткаја. Тие ткаените крпи што са за невеста за такова, тие ми са како момичка правени. Имам плетени милјета, што сам плела, јас сам многу плела и многу сам раздава. Весени јасточиња таквија и ретработи, това имам правено. На машината сам шила, гоблени исто имам везени, што гоблените се гледаат на зидо, и по шема имам и цртан имам везено. Но Илиевска не само што везе и ткае, како љубител на пијанечкиот фолклор, таа веќе 5 години е активен член на женската фолклорна група Копачка, каде како учесник на разни манифестации има освоено и голем број на признанија. Па член сам од 2010-та, това са некаде 5 години веќе и учествувам, планирам да учествувам. Исто имам прва награда освоено на штандо у Свети Николе 2013 година, што штандо го јас поставувах, јас бех на него и таму првото место го освоихме. Изработката на модните антиквитети и искуството кое го носи членувањето во Копачка се доволни според неа таа да упати и совети до идните младоженци кои планираат да се венчаат по теркот на пијанечко-малешевската свадба. Исто така незината врата е отворена за сите оние кои сакаат да го научат овој стар, но занаед кој бара многу посветеност. Што тие рачници се ткаени некогаш, се вика рачник, кога невестата ќе испрашта девери, кога невестата ќе испрашта канаджи, се така става и се врзува на главите
така на мажето кои се испраштаат девери или канаджии. На младите им порачувам, ако не другото, со ткањето е тешко да се ткае, тешко е денеска да работат, пошто това се... Ако сака, можат да се научат. Меѓу това, по-търсене. Ако има могучности, ќе им покажа, нека се и научат. Домот на тетка Вида е отворен и за оние кои сакаат да си купат одрачно везените тканини. Цената, како што вели самата, е пристапна и секој може да си приушти нешто што за неа е повеќе од скапоценост. Мотоклубот Винеам од Виница во хумана мисија по повод денот на независноста 8 септември активно се вклучи во 24-тото моторели на Македонија под мотото Независност. Моторџиите од мотоклубот Винеам први се приклучија во одбележувањето на Денот на независноста или подочно во 24-тото рели на Мотофедерацијата насловено Независност. Како домаќини на повеќе од 500 моторџи од Македонија и странство, денес на плоштадот Ангел Винички организира и хуманитарна акција за потребите на Црвен крст, подржувајќи го мотото на релито. 4 години више поредки сме домаќини на овој солидно рели. Релито се вика Независност Македонија. Така? Домаќини сме и правиме и тука прават пауза, одмарат се. Ние членовите од Мотоклуб Винеам сме исто активни учесници во оваа акција и собираме прибор за лична хигиена, опрема за лична хигиена или кој што има од дома, ладна водичка и така. Меѓу фановите и подржувачите на релито Независност и неколку иселеници кои со своите луксузни мотори доаѓаат директно од Швајцарија. Доаѓам директно од Швајцарија за моторели во Македонија. Ме мотивира пред 3 години отприлика, последен пат. Патувам секаде кај што има моторели. Мотивиран сум како возач. Највише што е дружењето, например во Македонија, дружењето, убавото време пред се, оваа година се погоди малци подобно. Инаку сум од Градец, живеам во Виница. И ти се вклучуваш во одбележување на... Да, довагаме втор пат, со другарот бееме 2011-та, многу убаво. Со моторот доаѓате од Швајцарија? И сега речеме да дојдеме, се дружиме со нашите моторџи тука. Така. Фан ли сте на овој спорт? Фен, да. Секое слободно време, секое половин сат го користам за мотор. Традиционалното меѓународно рели веќе 24 години наназад успешно е реализирано од страна на Мотоциклистичката федерација и може да се каже дека е една од најстарите манифестации кои во континуитет се организираат за одбележување на Денот на независноста. Релито започна од Скопје, Куманово, Кратово, Пробиштип, Кочани, Виница, продолжи кон Берово, Струмица и вечер завршува во Стар Дојран. Штипскиот стоматолог Зоран Джидров заедно со уште 6 алпинисти од Балканот го искачија врвот Ибан Сима, или познат како Ленинов врв на Хималаите. Врвот е висок 7134 метри, а експедицијата Балкан Тим го искачувале 2 недели. За оваа активност потребни им биле поголеми финансиски средства или 50.000 евра. Сон на секој алпинист е да се искачи на овој врв. Тој го има освоено и врвот Мон Блан. Шпанската полиција ја откри најголемата плантажа со канабис во Шпанија, во рејонот на градот Албесете, во југоисточниот дел на земјата, при што се уапсени и 6 лица. На плантажата се засадени околу 75.000 растенија канабис со вкупна тежина од 5 тони. Таа откриена среде фарма со плоштина од 3 хектари. Според шпанските медиуми, плантажата би можела да биде и најголемата во Европа. На границата на Австрија со Унгарија рано изутринава пристигнаа првите автобуси со 400 бегалци, а поради нив времено е блокиран сообраќајот во правец кон Виена. Мигрантите ја поминале границата пеш и оние кои сакаат да заминат во Германија се качеле во специјален воз на железничката станица Никелсдорф. Останатите кои сакаат за солниште во Австрија се префрлени во концертната сала Нова Крок. Австриските власти соопштија дека денеска очекуваат прилив на 800 до 3000 мигранти од Унгарија. State Departmentот формира работна група која ќе помогне за координирањето на американскиот одговор на европската криза со мигрантите, изјави потпаролот на State Departmentот Џон Кирби. Кирби истакна дека САД одвоиле 26,6 милиони долари за Агенцијата за бегалци на Обединетите нации.
со цел да обезбеди храна, вода и прва помош за мигрантите кои патуваат преку Грција, Македонија и Србија. Со негатива од 20 поени Македонија изгуби во првиот надпревар на Евробаскетот во кошарка против селекцијата на Грција 85 спрема 65. Наефикасен од нашата репрезентација беше Александар Костовски со 21 постигнат кош. Прогнозите се дека првата победа на правенството ќе бараме утре во дуелот против Холандија, кој се игра од 15 часот во арената во Загреб. Голема поддршка македонската репрезентација имаше и од 2500 македонски фанови на кошарката. Македонската фудбалска репрезентација загуби со резултатот 1:0 против селекцијата на Луксембург. Следниот надпревар е против селекцијата на Шпанија. Со информациите за Евробаскетот заврши дневникот во 20 часот. Имајте пријатна вечер со нашата програма.